По повод 76 години од крајот на Балканската војна во Грција и 77 години од прогонот на децата македонци од Егејскиот дел на Македонија, вчера се одржа панахида во црквата Свети Константин и Елена во населбата Балканска во Штип. Со пригоден говор и положување свежо цвеќе се одаде почит на македонците кои својот живот го дале за слобода и за држава. Ги има премногу. Во Македонија секој камен е гроб за незината слобода. Премногу македонци загинаа и во Елас, и во Дак за слобода и држава. Ни ветуваа грчките комунисти дека се за Македонија од автономија до обединета Македонија, затоа и бевме со нив во борбата против италијанската, германската и бугарската фашистичка окупација. На другата страна беа монархофашистите. Но не прелажаа. По враќањето во Грција од Русија во 1955 година, генералниот секретар на Комунистичката партија на Грција Никос Захаријадис изјави: "Ја изгубивме војната, ама ја спасивме земјата од македонци." Да не се заборави историјата и вечно да се гордееме со борците кои својот живот го дале за Македонија, беше кажано во дел одговорот. И никогаш да не заборавиме. Со сите разлики помеѓу нас македонците, пород и државјанство, од сите делови на Македонија во светот и татковината, само Македонија е нашиот еден и единствен заеднички именител, само Македонија е нашиот еден и единствен заеднички содржател. Со Македонија не има, без Македонија сите заедно ќе не снема. Само држава Македонија е единственото решение на се уште отвореното македонско прашање. Македонците се за македонско-грчко помирување и за договор за траен мир и добрососедство помеѓу Македонија и Грција, меѓутоа врз основниот принцип на меѓународното право на суверена еднакост, што значи взаемно разбирање и почитување, соработка со сите по сите прашања од заеднички интерес, немешање во внатрешните работи на суверените држави и реципроцитет во меѓусебните односи. Панахидата беше организирана од страна на Сдруженијето на македонци од Егејскиот дел на Македонија Мирка Гинова, а претходно се одржа и литургија.